македонските граѓани немаат доверба во правосудството. Новата власт веројатно ќе ги следи овие реакции, откако Советот на Судскиот совет и Советот на обвинители се хорски критикувани. ВМРО ДПМН иницира промени во изборот на нивните членови. И токму пред конституирањето на новата влада, експертската група на претходната власт понуди неколку решенија. Академик Владо Камбовски смета дека нема потреба и дека решението за целосно разрешување на Судскиот совет и Советот на обвинители не е главно решение. Во ова издание на Тренинг соговорник ќе биде Александра Цветановска од председателка на Сдруженијето на млади правници. Господја Цветановска, дали препораките од експертската група на ЕУ, која не смета дека главното решение треба да се бара преку целосно разрешување и распуштање на Судскиот совет, всушност кореспондира и со ставот на работната група која работеше околу реформи во македонското правосудство, а на чие чело седи академик Камбовски. Ставовите се слични. Експертската група, односно оценската мисија која што дојде тука да оценува работата на Судскиот совет, даде повеќе од 40 препораки како да се надминат состојбите во Судскиот совет. Ние бевме сведоци, особено минатата година, какви се скандалозни случувања имавме во Судскиот совет, кои што мислам дека дополнително ја нарушија довербата која што имаат граѓаните во правосудниот сектор. И ние како и организации, како и Blueprint групата, апелиравме да си дадат оставка членовите на Судскиот совет, оставка како еден морален и етички чин. Но, знаеме какви се случувања имаше, таква оставка немаше како колективно тело. Сега, значи, оценската мисија, препораките кои што ги даде по нашите информации, дека голем дел веќе ги спроведува Судскиот совет препораките, а истите кореспондираат со тоа дека се уште има надеж, односно дека треба да се работи активно за да се подобри состојбата на Судскиот совет. Збориме во составот како што е сега Судскиот совет. Законот, новиот закон е веќе завршен. Значи имаме веќе нацрт, конечна верзија на законот, кој што пак нуди и е во насока на веќе препораките на оценската мисија, нуди некои нови измени кои што се однесуваат на работењето на Судскиот совет. Факт е дека треба да има промени. Ние кога повикавме на оставка, сметавме дека тоа ќе биде како еден етички и морален чин, затоа што сметавме дека тоа што се случуваше во Судскиот совет навистина ја поткопа довербата на граѓаните, затоа што знаеме дека Судскиот совет која важна улога има и вие ако немате доверба во телото кое што ги избира и разрешува судиите, што размислуваме тогаш дали како би имале доверба ние во самите судии кои што ги носат одлуките. Многу долго време спроведуваме некакви политики и стратегии и така натака, така да мислам дека ако се почне да се делува во секој случај со било какви промени, дека би можело да го зацврстиме принципот на владење на правото, затоа што очигледно е подкопан. Очигледно е дека луѓето немаат доверба во институциите, а особено немаат доверба во правосудството. Многу често знаеме да слушнеме луѓе кои што имаат некаков правен проблем, но не сакаат да поведат постапка затоа што немаат доверба. Јас се надевам дека се тоа ќе се сузбие затоа што веќе се работи во однос на било какви промени да имаме во тој аспект. Кога велите дека се потребни промени во работата и начинот на функционирање на Судскиот совет, но при тоа смета дека не е добро решение да се прави радикален рез. Кое е решението според вас? Видете, се направија доста измени. Например, 2019 година, оние кои што се чинови како председателката, односно председателот на Врховниот суд, како и министерот за правда, им се одзема правото на глас. Они се сега чинови во Судскиот совет по функција. Се донесува некакви измени за да се сузбие на политичко влијание, да било какво влијание има. Но треба промени од аспект на тоа како се избираат оние членови од страна на собранието. Ние предложивме и во многу документи анализираме на кој начин тие се одбираат. Знаеме дека тројца се јавуваат на оглас, двајца се предлагаат од страна на председателот на државата, но
тие треба да бидат истакнати правници со веќе докажен интегритет, знаење, експертско мислење, односно експертско знаење, некаква заднина. Ние сметавме дека таквите членови во собранието треба да се избираат како што се избираат членовите на Комисијата за спречување на корупција, Комисијата за заштита од дискриминација, дека треба на еден јавен и транспарентен начин да ги видиме тие луѓе, затоа што 8 членови од страна на судиите знаеме на кој начин се бираат, си гласаат судиите, така натака. Но овие 5 члена е нужно да ги види јавноста, да ги видат претениците, да знаат за кого гласаат и кого го ставаат во член на судскиот совет. Така мора да се внимава нели да не имаат никаква партиска позадина и политичка позадина, било каква врска со дали сегашната или минатата власт и така натака. Значи најважно е се да има една транспарентна постапка. Ние понудивме некакви солуции, понудивме решенија, затоа што очигледно дека ние мораме довербата во правосудството да ја вратиме пред се со судскиот совет. Значи мораме да почнеме од негдека. Доколку ние ги следиме препораките кои што ги дадовме како Blueprint група, оценската мисија, извештајот на Европската унија, ние ќе можеме да постигнеме многу. Го спомнавте резот, односно дека не треба нагли чекори, да, затоа што сметаме дека никаква нагла промена и нешто кое што би донело до некакви нагли промени нема да вроди со плод, како што се очекува. Затоа што најпрво треба да се направи анализа обсежна за тоа какви чекори треба да се преземат во однос на членовите на судскиот совет и работењето. Го спомнав претходно законот, спомнав дека веќе се работи на измени, дека прво уставно, согласно уставот, вие не може да го прекинете мандатот на членовите на судскиот совет со закон, затоа што мандатот на членовите си е во уставот како уставна категорија. Вие во една прилика видите не е пожелно со секоја власт да се менуваат законите и уставот, кога се во прашање решенијата за судовите, изборот на суди и судскиот совет. Дали ова најава од новата владеачка гарнитура дека е потребно сериозна промена или прочистување во судскиот совет и советот на обвинители е всушност погрешен модел? Ваквата нагла промена, без проценка на влијание на регулативата, без било каква обстежна анализа, со еден рез вие да донесете таква нагла промена каде што ќе ги смените сите членови или ќе доведете до некакви големи промени, не сметаме дека е добра, особено затоа што треба да се направи, како што спомнав, некоја пообстежна анализа. Не може, значи законите апсолутно треба да се менуваат. Законите секогаш нели треба да одиме понапред, да чекориме патот кон Европската унија, треба да сме во согласно со ЕУ легислативата да не се законите. Тука е неспорно дека законите треба да одат напред, особено при имплементацијата кога ќе увидите дека некој законско решение не е соодветно, апсолутно веднаш треба да се иницира таква промена. Но во однос на судскиот совет дека треба внимателно да се разгледа како може да се смени составот на судскиот совет, на кој начин и сепак да се разгледа во аспект на тоа кои членови треба да седат во судскиот совет. Значи судии кои што се снели со, јас веќе неколку пати спомнав, со највисоки етички вредности, со морален интегритет, без политичка и партиска позадина, кои што го познаваат правото и го почитуваат правото. Ние минатата година имавме такви случувања во судскиот совет да имаше флагрантно кршење на законите со разрешувањето на председателката, па избор на озаконија незаконитата одлука за избор на нов председател, така да имавме навистина скандалозни случувања кои што го ведува прашањето дали ние во судскиот совет ги имаме луѓето кои што треба да ги имаме таму. Дали внесувањето на докажени универзитетски професори, адвокати може да ја подобрат состојбата во македонското правосудство и да го подобрат имиџот кај делителите на правдата, а со тоа и да се врати довербата кај граѓаните, дека сепак правната сигурност може да профункционира. Апсолутно. Значи да се луѓето кои што се таму, односно кои што треба да бидат таму, да бидат истакнати правници. Многу често таа дефиниција ја немавме, но се работи на тоа да бидат луѓе кои што имаат знаење, имаат познавање, имаат стручност, имаат на некој начин визија за тоа како можеме да ја вратиме довербата во правосудството и со своето наработење ќе го покажат тоа.
Зошто подолг период кај судско-обвинителската елита преовладува, за судско-обвинителската елита преовладува мислењето дека имаат блиски конекции со извршната власт, дека прогледуваат низ прсти за големи случаи. Многу често бевме сведоци, јавноста беше сведок дека голем број на судски предмети се држеа во ФИОК со цел тие да застарат. Каде го гледате изворот на ова негативна тенденција? Ако правите анализа на некакви пресуди, ќе видите во однос на долготрајноста на постапката, потоа земањето на сите докази во предвид, но апсолутно ние не можеме да го впериме прстот само кон судската власт. Затоа што ние имавме измени на кривичниот закон, кои што доведеа до тоа дека судиите треба да ги имплементираат законите. Значи не може само довербата во правосудството да се впери во самите суди, кога они само ги имплементираат законите. Например, со кривичниот законник тоа што се направи, тоа е подкопување на принципот на владење на правото. Тоа е нешто за кое што ние буквално во повеќе од 40 постапки настапи апсолутна застареност. Нешто на кое што обвинителите, судиите работеле, буквално падна во вода, народски кажано, затоа што се донесоа такви измени за кои што судиите и реално немаа влијание. Тука беше собранието, ние како Blueprint група апелиравме и до председателот на државата тогашен да не се подпишува указот за таквите измени за законот. Апелиравме до сегде каде што можевме јавно, но за жал така да не е секогаш прстот не треба секогаш да го впериме во судиите, туку треба да го впериме и во оние кои што ги носат законите и оние кои што ги прават политиките во однос на како ќе се постапува. Јас пред некој ден и нагласив дека судството е третата власт, дека нема потреба од извршната власт, законодавната да се мешаат во било каквото работење и постапување во однос на судската власт, а со самото тоа и да не се даваат изјави и да не се прават на некој начин со тие изјави притисоци кон оваа власт, затоа што сепак правосудството треба да остане издвоено од се, треба да остане на некој начин лицето на правдата и да биде онај принципот на владењето на правото да се сочува. Сите најчесто се фокусираи на состојбите во судството, но што е со јаловите обвинителни предлози, со немокта на МВР да се сервисираат цврсти докази со адвокати и извршители кои се дел или се во алката на корумпираноста? Видете, корупцијата, веќе имаме многу години зборуваме во однос на реформите, во однос на дали имаме раст на корупцијата, на коруптивни действија и така натака. Во однос на обвинителството веќе имавме ние во неколку наврати тоа дека пример конкретно за Советот на јавни обвинители, дека навистина треба да биде многу повеќе транспарентен во однос на своето работење, а во однос на постапките сведоци сме дека корупцијата е навлезена во нашиот систем, но дека доколку почнуваме од тоа дека ќе ставаме на функција луѓе кои што ќе имаат морален интегритет, тогаш мислам дека коруптивните действија ќе се намалат, а секако тука е и неказнивоста која што мора да заврши и сите да одговараат за своите дела. Недела еден фрапантен податок, со фрапантен податок излезе Стопанската комора на Македонија, дека 8 од 10 македонски компании биле принудени да дадат подкуп за да им биде завршена работата. До кога митоманијата кај нас ќе биде модел на функционирање? Додека не поведуваме судски постапки, додека не се санкционираат. Доколку не само изјавуваме и кажуваме дека имаме притисоци, дека корупцијата владе, доколку не ги поведеме постапките и да се избориме на тој начин, мислам дека нема да имаме никаков напредок. Благодарам за издвоеното време. Благодарам и вам. Следевте разговор со Александра Цветановска, председателка на Сдружение на млади правници.